Идејата за организирање на оваа регионална за прв пат конференција на тема јавен собир и слободата на јавен собир беше да се видат каква е правната рамка во земјите од регионот и меѓутоа многу поважно каква е праксата, со какви предизвици и проблеми кои се добри практики се соочуваме во секојдневието при протестирање и излегување да се каже своето мислење. Во Македонија каква е состојбата, имајќи во предвид дека имавме многу протести, контрапротести со познати и со непознати организатори и слично, значи дали се кршат правата за организирање на мирен јавен протест? Ние во изминативе неколку години имавме различни ситуации, како што кажавте, на да речеме некои специфични или можеби да ги квалификуваме проблематични јавни собори. Значи имавме масивно приведување од страна на полицијата, нешто што на пример не е дозволено во европските стандарди. Имавме мирни јавни собори кои што исто така не беа разбивани. Имавме да речеме насилни контрапротести кои што беа овозможени да бидат значи одржувани. Имавме ограничување на простор и време од страна на одредени организатори, меѓутоа генерално можам да кажам дека правната рамка е добра. Значи ние имаме некаков вид на нотификација, систем на нотификација, меѓутоа не авторизација и така натаму, значи спонтаните јавни собори се дозволени, меѓутоа во пракса, во зависност од колку е темата проблематична и сполитизирана, гледаме различна примена на самата слобода. Дали понешто е специфична нашата држава, верувам по многу работи, меѓутоа една е протестите. Дали има друга земја во Европа каде што протестите ги организира самата влада? Како кај нас што имаше контрапротестите? Да ви кажам, не е толку специфична. Во регионот се случуваат исти работи. Бугарија, можам да земам за пример, те има масовни демонстрации каде што владата и имаше контрапротести организирано, меѓутоа и петиции, собирање на потписи против демонстрантите. Црна Гора е слична ситуација, Унгарија и така натаму. Значи не е состојбата во Македонија, да речеме, исклучителна во однос на регионот и токму затоа сакавме ова тема да отвориме регионално, бидејќи се соочуваме и увидуваме слични тенденции, пракси секако во сите земји.